Бог е задоволен со созданието. И Бог виде дека сето она што го создаде е многу добро. Стих 31. Баба ми ги правеше најдобрите тестенини со јајца. Еднаш, кога ги направив сама и испаднаа како неизините, чувствував како во мене се крева задоволство со секој залак. Создавањето и задоволството одат рака под рака. Така е од самиот почеток. Во Битие 1 добиваме космички поглед на создавањето. Писателот го истакнува ритамот на создавањето, користејќи го повторувањето. Настапи вечер и настапи утре. И Господ виде дека е добро. На крајот на секоја креативна активност, Бог застанува и ужива во она што го направил. На шестиот ден, по создавањето на луѓето, Бог проверил се и беше многу добро. Задоволство и уживање. Во време кога толку многу работи се чувствуваат погрешно, треба да запомниме дека Бог создал добар свет. Бог ужива во созданието, а Бог ужива да создава. Ужива и во нас. Се разбира, се уште има скршеност, болест, конфликт и загуба. Тагуваме и копнееме по Божиот совршен мир, за целосноста на сите нешта. Во тешките денови треба да најдеме моменти да се повлечеме и да бараме добрина, да се подсетиме дека Бог се радувал на созданието. Може би овие моменти ќе ни помогнат да најдеме повеќе задоволство во нашите животи и да ја видиме искрата на она што е се уште добро во овој свет. April Fiat. Додека се молите, размислете за она што ве радува во овој свет и заблагодарете му на Бога.